Кратки најави за денес. Охридскиот Црвен крст во следните 2 години ќе спроведува значаен проект со поддршка на Европската Унија. Утре започнуваат општинските чествувања по повод Свети Климент Охридски, патронот на градот. Саем за кариера утре на Универзитетот Свети Апостол Павле. Преспа ги санира штетите од поплавите, во тек е дезинфекција на поплавените подрачја. Стои 10.000 прекршоци на првиот ден од тест периодот на безбеден град. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Денеска во Охрид имавме претежно облачно време. По студеното утро со температура од 2 степени Целзиусови дневната температура се искачи до максимални 12 степени. За утре од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат претежно облачно време со услови за повремени локални врнежи од дожд. На планините врнежите ќе преминуваат во снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура од 4 степени, додека пак максималната дневна се очекува да се искачи до 9 степени. Од вечерва во Македонија следува период на претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во западните и во јужните делови. Минималните температури на секаде ќе бидат над нулата. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во очите светлина, во светлината живот. Гледај подобро, живеј подобро. Систина очна болница бај Промедикал офталмологија. Прва регионална очна болница Битола. Бидејќи кога ќе си подадеме рака, никогаш не сме сами. Сава осигурување. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ.
Охрид и Крушево од македонска и Пекин и Елбасан од албанска страна ќе спроведуваат два нови проекти одобрени на првиот повик на ИПА-3 програмата на Европската Унија за прекугранична соработка. Официјалниот старт беше одбележан во Охрид со потпишување на договорите за национално кофинансирање меѓу Министерството за локална самоуправа и носителите на проектите. Проектот Волонтери во акција за безбедност на луѓето и заштита на природата ќе го спроведува Охридскиот Црвен крст и има за цел заштита на животната средина и подигнување на отпорноста на регионот преку јакнење на капацитетите за справување со ризици, подобро управување со природните ресурси и заштитените подрачја. Волонтери во акција за безбедност на луѓето и заштита на природата е проект кој во наредните 2,5 години ќе го спроведува Црвен крст Охрид. Партнери во проектот се Националниот парк Галичица, Националниот сојуз за планинско спасување со придружните членови Алпинистички клуб Патагонија Охрид и планинарски клуб Љуботерн Тетово од македонска страна и Федерацијата за планинарство и туризам на Албанија и општина Пекин од Албанија. Официјалниот старт на проектот, кој е одобрен во рамки на првиот повик на ИПА-3 програмата за прекугранична соработка со Албанија, беше одбележан вчера со потпишување на договорите за кофинансирање со Министерството за локална самоуправа. Посебно е чувството на вистина и гордоста на нас во Црвениот крст, што како хуманитарна и волонтерска организација во која создаваме услови и негуваме амбиент за мотивирање, поттикнување и поддржување на волонтерите, особено оние кои слободно размислуваат, имаат храбри, хумани и креативни идеи и визии за подобрување на животот во заедницата. Како такви сме препознаени и вреднувани од страна на Европската Унија со укажаната доверба за реализација на вакви комплексни проекти од ИПА програмата. Имајќи ги во предвид нашите човечки волонтерски капацитети, искуството, ентузијазмот, енергијата, искрената и несебична посветеност и макотрпната работа на целиот тим кој ќе биде вклучен во имплементација на проектот, квалитетот на партнерските организации, уверен сум во уште еден ефикасен и професионално спроведен проект со видна корист и бенефит за целата заедница. Волонтерите во системите за цивилна заштита се двигателот на солидарноста и хероите кои спасуваат човечки животи, потенцира градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Тој истакна дека општина Охрид секогаш ќе биде партнер во процесите за унапредување на безбедноста, институционалната подготвеност и одржливиот развој на регионот. Новиот проект Волонтери во акција за безбедност на граѓаните и заштита на природата има особено значење за Охридскиот регион и е вистински чекор напред во јакнењето на нашите локални капацитети во заштитата на човечките животи и во зачувувањето на уникатната природна средина, рече Пецаков. Се радувам што преку овој проект и нашиот регион ќе ги подобри условите за делување на службата за спасување на вода при Црвен крст Охрид. Покрај напредните обуки, од особено значење ќе биде набавката на брод амбуланта и овој брод ќе овозможи брз, безбеден и квалитетен медицински транспорт преку езерото и поголема безбедност за сите жители и посетители на Охридското крајбрежје. Исто така од особено значење се и активностите поврзани со Националниот парк Галичица, каде што ќе се воспостават нови екопатролни тимови, кои ќе помогнат во спречување на нелегалните активности, шумски пожари и несреќи. Како локална самоуправа, општина Охрид секогаш стои за овие процеси, со поддршка во сите сегменти каде што е неопходно. Почетокот на реализација на новиот меѓуграничен проект беше одбележан во просториите на современиот оперативен центар на планинската спасителна служба на Црвен крст во Охрид, кој што е изграден и опремен со средства од Европската Унија и Министерството за локална самоуправа и представува пример за успешна реализација на меѓуграничен проект од ИПА програмата. Председателот на Црвен крст Охрид ја потенцира поддршката за планинската спасителна служба од страна на општина Охрид и градоначалникот Пецаков, за која рече дека треба да послужи како пример за останатите градоначалници од регионот, во кој што делува спасителната служба, да ја препознаат неопходноста од нејзиното делување и да ја помогнат нејзината одржливост во иднина. Со низа настани, Охрид ќе го одбележи 8 декември денот на Свети Климент Охридски, патронот на градот. Програмата насловена Деца сме на климета ќе започне на 3 декември, а ќе заврши на 8 декември со свечена академија.
Чествувањата по повод 8 декември Свети Климент Охридски, патрон на градот, започнуваат утре со археолошко и јазично описменување преку литературата за деца и млади, Охридска археолошка азбука, второ издание од професор доктор Антонио Јакимовски, археолог, доктор Елизабета Томевска-Илиевска и магистер Маја Јаневска, педагози, и магистер по археологија Иван Малезанов, кој ќе се одржи во големата сала на општина Охрид со почеток во 12 часот. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле на 3 декември организира саем за кариера, кој ќе започне во 12 часот на универзитетот. Настанот има за цел да обезбеди директна средба помеѓу студентите и представници од компании со фокус на можности за пракса, вработување и понатамошен професионален развој. Компаниите ќе имаат можност да ги представат своите програми, вработувачки потреби и активности, а учеството за нив е целосно бесплатно. Како високообразовна институција која континуирано придонесува за едуцирање и развој на стручно подготвени IT кадри, универзитетот преку овој настан ја зајакнува соработката меѓу академијата и индустријата. Од универзитетот ги повикуваат средношколците да дојдат да го посетат саемот за кариера, бидејќи тоа е прекрасна можност да се запознаат со студиските програми што ги нуди универзитетот и можностите за нивен кариерен развој. Преспа ги санираа штетите од поплавите кои ги погодија регионот. Се превземаат и мерки за расчистување на речните корита за да се спречи појава на нови поплави. Во тек е дезинфекција на поплавените подрачја. Преспа ги санира штетите од поплавите кои го погодија регионот. Се врши дезинфекција на теренот, ке следи и дератизација. Во тек е постапка за формирање на комисија за проценка на штети и изработка на елаборати. Се преземаат и мерки за расчистување на речните корита и канали за да се спречи појава на нови поплави. Во моментот состојбата со водостојот на реките е стабилна. Постојано, значи од на следувањето на штетата интервенираме на терен со расчистување на теренот, со чистење на речните корита, се со цел да не се повтори во периодов уште една ваква ситуација и се надевам према овие показатели временски што ги имаме дека нема да имаме толку обилни врнежи, но и водостојот е веќе стабилен. Покрај обилните врнежи, за поплавите улога има и човечкиот фактор, узурпација, нелегални градби и несовесно одлагање отпад. Имавме премногу сушни години. Речните корита баш на местата на каде што се излеани беа ова пролет и чистени, да, има и делови нечистени, каналската мрежа дел руинирана, дел затворена. Немаме увид точно каде генерално за каналските мрежи се во приватни имоти, но како и да е, се случи што се случи. На вистина, ова беше преобилни врнежи. Дошт многу дена врнеше, а последното деноќие со поплавите беа над 110 литри. Во Преспанскиот регион под наплив на силните врнежи на дојдените води имаше голем број поплавени дворови, излеани реки и канали, оштетени патишта. Најпогодени беа селата Царев двор и Дермени. Првиот ден од тест периодот на проектот Безбеден град регистрирани се 110.000 сообраќајни прекршоци во Скопје, соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој на денешната пресконференција најави дека законот можеби нема да започне со целосна примена од 1 јануари, како што беше планирано, туку од 1 февруари 2026 година. Причината е да се допровери системот и граѓаните да бидат целосно запознаени со новите правила. Констатиравме слабости, констатиравме огромен број на прекршоци, негде отприлike околу 110.000 прекршоци се констатирани за период од 24 часа. Само за Скопје? Само за Скопје, катастрофална бројка. Колку што се сеќавам, негде околу 1000 прекршоци се однесуваат на нерегистрирани возила, катастрофална бројка. Негде околу 5000 прекршоци мислам дека беа поминување на црвено, катастрофална бројка. И за оваа бројка не ме држат да зборам, тука негде сигурно е во илјадници, но најстрашното е што негде над 90% од вкупната бројка, ако не и повеќе, е пречекорување на брзина. Констатиравме дека одреден дел, мал број,
на прекршоци не соодветствуваат фактичките податоци во рамки на записникот со идентитетот на оној кој што ја примил пораката. Го знаеме проблемот, беше споделен и на социјални мрежи, ќе утврдиме точно за причините за истиот и секако дека ќе го искоригираме. Морам да ви напоменам пак уште еднаш, ова е тест период. Овде целта на тест периодот е да ги запознае граѓаните што она што треба да следи во иднина и воедно, нели, да направи проверка, ревизија на она кое што сме утврдиле како системско решение. Едукативни предавања во училиштата за превенција од зависности и насилство. Ова раструга започна со реализација на едукативни кампањи и работилници наменети за младата популација, насочени кон сузбивање на зависности од дрога, алкохол и пушење. Полициските службеници во средното училиште Ибрахим Темо во Струга низ интерактивна комуникација со учениците зборуваа за последиците од зависностите, но и за начините за превенција, како и казнените одредби за кршењето на законите, а беа поделени и едукативни летоци, информираат од Министерството за внатрешни работи. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.